Во името на граѓаните на Република Северна Македонија, обвинетите Бобек Шуклев, Славе Ристевски, Драган Денковски виновни се затоа што во текот на 2016 година обвинетиот Бобек Шуклев како лице кој врши работи од јавен интерес, професор на Економскиот факултет во Скопје, директно побарал подарок од студентот означен под псевдоним УЦПМ 01 за да изврши службено действие што не би смеело да го изврши. И тоа на 6.6.2016 година 1000 евра за да напише две оценки 8 како да студентот ги положил испитите менеджмент на мали бизнеси одржан на 1.6.2016 година и основи на менеджмент на 2.6.2016 година. Иако студентот по испитот менеджмент на мали бизнеси не го прикажал потребното знаење, а во однос на испитот основи на менеджмент, студентот под псевдоним УЦПМ 01 ниту имал право да полага. Не го пријавил, ниту пак го полагал испитот на 2.6.2016 година. На начин што на 2.6.2016 година во бифето на Економскиот факултет во Скопје на студентот под псевдоним УЦПМ 01 му пришол професорот Бобек Шуклев и го прашал студентот како планира да го положи испитот. Бидејќи сакал отворено да зборува, запрашал дали има над 18 години и дека тогаш може да се спојат со секс, а за возврат ќе го положи предметот менеджмент на мал бизнес, закажувајќи да дојде на 3.6.2016 година во 7 часот наутро, кога на факултетот нема никој. А доколку тоа не сака да го направи, нема друг начин да положи. При тоа понудил дека може да се оди во хотел, но треба да остави лична карта, бидејќи секаде го знаат. Но останува стан или кола, а таа да размисли и наредниот ден на 3.6.2016 година во 12 часот да му каже. А на 3.6.2016 година понудил да носи за Грација во Солун, а за возврат ќе положи испити и тоа основи на менеджмент и менеджмент на мал бизнес, па дека ќе положи и социологија, еколошки менеджмент, трговско право, ама за тоа треба да не знае никој и дека вкупно ќе помогне за 6 испити. А ако не прифати, ќе треба да плаќа пари и рекол: знаеш ли колку математика бара за во септември? 700.000 евра во испитна сесија. Ти знаеш дека ќе се мачи со оценки, затоа ова ти е начинот да ги поминеш. А откако студентот го прашал дали има друг начин, обвинетиот одговорил: па ова е тој, а после ќе треба да платиш за 6 испити. А на 6.6.2016 година побарал сексуална услуга, објаснувајќи ја како легнување во кревет во мисионерска положба и му кажал на студентот дека договорил кај обвинетиот Драге Јанев по предметот математика за економисти да положи, а во индексот да стави 700 евра. Но по кратко време ја упатил кај сведокот Дејан Трајковиќ, кој треба да му каже колку пари треба да се дадат за испитот менеджмент на мал бизнес. Па, откако тој пренел на истиот ден, обвинетиот Бобек Шуклев примил 2 банкноти во апоени од 100 евра со серијски броеви, конкретно наведени, 16 банкноти во апоени од 50 евра со конкретни серијски броеви, кои обвинетиот Бобек Шуклев ги примил со индексот, ги историл парите во фиока, го прашал студентот каква оценка сака да добие и на студентот му напишал 2 оцени 8 по предметите основи на менеджмент и менеджмент на мал бизнес. И му кажал дека за професорот по математика за економисти Драге Јанев да донесе 700 евра во 9 часот и 30 минути или 13 часот и 30. Во текот на 2015 година, обвинетиот Славе Ристевски, како лице кој врши работи од јавен интерес, професор на Економскиот факултет во Скопје, индиректно примил подарок 1000 евра за да изврши службено действие, што не би смеело да го изврши, односно во индексите на студентите означени со псевдоним УЦПМ 01 и УЦПМ 02, им напише оценки 6 како да го положиле предметот статистика за бизнес и економија, иако на денот на полагањето воопшто не го прикажале потребното знаење, односно тестовите ги предале празни и тоа на начин што во периодот од 24.8.2015 година до 14.9.2015 година
го побарал подарокот преку сведокот Дејан Трајковиќ и обвинетиот Драган Денковски, и тоа 2 подарока од по 500 евра. Па откако индексите ги подигнал сведокот Дејан Трајковиќ, а тие му ги дале парите, по известно време им ги вратил со напишани оценки, но без датум на полагање на испит, и откако е ставена оценката, сведокот Дејан Трајковиќ побарал бланко пријава да се однесат кај професорот Славе Ристески, кој пак ги примил лично пријавите, но бидејќи немале подпис кај оценките по предметот статистика за бизнис и економија, УЦПМ 01 го прашал зошто нема датум на полагање по неговиот предмет. Тој одговорил дека тоа може и сами да го сторат, техничка работа е тоа, не е страшно, и се обратил со зборовите: научете се студенти, ќе дипломирате, а не знаете. И во текот на 2015-2016 година обвинетиот Драган Денковски индиректно преку сведокот Дејан Трајковиќ на професорите Славе Ристески и сега покојниот Драге Јанев, како лица кои вршат работи од јавен интерес, професори на економскиот факултет во Скопје, им дал подарок за да извршат службено дејствие што не би смееле да го извршат. Односно да напишат оценки како студентите означени со псевдоними УЦПМ 01 и УЦПМ 02 положиле испити, иако не го прикажале потребното знаење, односно тестовите ги предале празни, па така на обвинетиот Славе Ристески на 26.8.2015 му дал 2 парични награди подкуп од по 500 евра или вкупно 1000 евра за да напише во индексите на УЦПМ 01 и УЦПМ 02 по предметот статистика за бизнис и економија оценка 6, а на 12.1.2016 година на сега покојниот Драге Јанев му дал парична награда, подкуп од 800 евра, за да напише оценка 6 по предметот математика за економисти на студентот со псевдоним УЦПМ 02. И тоа 2 банкноти по 200 евра со серијски броеви, конкретно наведени, и 4 банкноти по 100 евра со конкретни серијски броеви. Со ваквите дејствија, обвинетиот Бобек Шуклев од Скопје сторил кривично дело примање подкуп по член 357 став 6 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Обвинетиот Славе Ристески од Скопје сторил 2 кривични дела примање подкуп по член 357 став 6 во врска со став 1 од Кривичниот законник, и обвинетиот Драган Денковски од Скопје сторил 3 кривични дела давање подкуп од член 358 став 4 во врска со став 1 од КАЗЕ, па согласно цитираните одредби, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40 и 47 од КАЗЕ, судот обвинетиот Бобек Шуклев за кривичното дело примање подкуп по член 357 став 6 во врска со став 1 од КАЗЕ го осудува на казна затвор од 4 години и 6 месеци, на обвинетиот Славе Ристески за 2 кривични дела примање подкуп по член 357 став 6 во врска со став 1 од Кривичниот законник, му утврдува казна затвор од по 2 години и 6 месеци и со примена на одредбите од член 44 од Кривичниот законник го осудува на единствена казна затвор во трајање од 4 години, на обвинетиот Драган Денковски за 3 кривични дела давање подкуп по член 358 став 4 во врска со став 1 од КАЗЕ, согласно цитираниот член, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 37, 32, 33, 34, 39, 40, 47, 42, 44, 48, 48А, 49 и 50 од КАЗЕ, судот му изрекува алтернативна мерка условна осуда, така што за секое кривично дело му утврдува казна затвор во трајање од по 10 месеци, па со примена на одредбите од член 44 од КАЗЕ му утврдува единствена казна затвор во трајање од 2 години, која истовремено нема да се изврши доколку обвинетиот за време од 5 години по правосилноста на пресудата не стори ново кривично дело. Согласно член 38б од Кривичниот законник, судот на обвинетиот Бобек Шуклев и Славе Ристески им изрекува забрана за вршење професија, дејност или должност во образовниот процес во трајање од 5 години, исто така и за обвинетиот Драган Денковски, сметано од денот на правосилноста на пресудата. При што времето поминато во затвор се засметува во времето на траењето на забраната. Согласно член 100А и член 357 став 7 од Кривичниот законник, од обвинетиот Бобек Шуклев се одземаат предметните банкноти
односно 2 банкноти во АПН од 100 евра со конкретно наведени серијски броеви како во изреката и 16 банкноти во АПН од 50 евра со конкретни серијски броеви кои што се одземени со потврда за привремено одземени предмети број 23.1/4/67 од 6.6.2016 година. Согласно член 102 и 105 од Законот за кривичната постапка се задолжуваат обвинетите Бобек Шуклев, Славе Ристевски и Драган Денковски да платат на име судски паушал износ од по 8.000 денари на жиросметка на Основниот кривичен суд во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата, а под страф на присилно извршување. Против ваквата пресуда седнете имате право на жалба во рок од 15 дена до апелациониот суд во Скопје. Пресудата ќе ви биде доставена со образложение, со анализа на доказите. Објавата, тука завршуваме. Ќе примите пресуда.